Кочански средни и основни училишта му должат на комуналното јавно предпријатие Водовод 10,5 милиони денари. Највисок долг има основното училиште Никола Карев 5 милиони 631.000 денари. По него се двете средни училишта Гошо Викентиев кој должи над 1 милиони 800.000 денари и Љупчо Сантов кој е со долг од 1 милиони 200.000 денари. Основното училиште Раде Кратовчи има неплатени сметки во износ од 950.000 денари, а основното училиште Свети Кирил и Методи му должи на Водовод над 817.000 денари. Основните училишта Малина Попиванова и Крсте Петков Мисирков, музичкото училиште Ристо Јуруков, како и детската градинка Павлина Велјанова немаат долгови за вода. Ова се милионски долгови кои што се толерирани долго време. Срамно е комуналното јавно предпријатие Водовод да ги дава на извршител граѓаните со долг од по 3 до 4.000 денари, а да не постапува соодветно кон правните субјекти што се должници. Наредниот период ќе излеземе со целосен список на сите должници кон Водовод. Целта е сите пари да се приберат за да се направи функционално Кочанското комунално предпријатие, затоа што токму ненаплатените приходи го довеле до загуба и блокада, истакнува ВД градоначалникот Венко Крстевски. Тој најави финансиска ревизија на комуналното јавно предпријатие со која точно ќе го дефинира долгот на предпријатието кој неофицијално е над 4 милиони евра.